Колешке Кузмановска, мислам дека е минута време сосема доволно да одговорите што се случува со операта во Битола. Еве имате уште 10 репликанти, мислам дека ќе соберете тие 10 минути време да одговорите. Јас мојата реплика ја вадам од зборовите што ви кажавте вие, ќе цитирам прво. 4 пати рековте владата на ВМРО ДПМН и 3 пати рековте политиките на ВМРО ДПМН. Јас мислев дека овие од ДУИ ќе се јави некој, ама тој е нивен проблем. Тој е клучниот проблем, господјо Кузмановска, за вас од ВМРО ДПМН, што ја третирате ова како влада на ВМРО ДПМН. И така се однесувате. Или што би рекол Славе Гошев, власт сме, што сакаме ќе правиме, кај сакаме ќе трошиме. Вие не работите за сите граѓани на Република Македонија. Вие баш работите онака како што кажавте, како влада на ВМРО ДПМН. А бидејќи сте економист, во однос на вториот цитат од вашиот говор, па ќе ве прашам нешто. Велите вака: владата донесе мерки, цитирам, да се следи темпото на економските случувања. Ве цитирам. Согласно мерките, нели, економистите пресметаат дека едно вработување ваше, што го вети премиерот завчера, е околу 1600 евра. И моето конкретно прашање прво е: зошто наместо 3 фонтани во центарот нови на градот Скопје, кои вредат 4,2 милиони евра, не отворите 2625 нови вработувања? Еве како економист објаснете, зошто е подобро во овај момент да се направат уште 3 фонтани во центарот на Скопје, кои вредат 4,2 милиони евра, наместо 2625 вработувања. Или, второто, читаме денес дека Уставниот суд ја достигна цената од 34,5 милиони евра. Колку вработувања можеше да се направат со тоа? И на крај, ако зборуваме за мерки, како што велите, го следат темпото на економските случувања. Ај за операта разбравме. Ама еве вие како пратеник од 5-та изборна единица, на граѓаните од Ресен, која театарска представа ќе ми ја препорачате да ја посетат во Ресен, а на граѓаните од Демирхисар, кој балет ќе им го препорачате да го гледат во Демирхисар, онака социјалните случаеви? По ваша, еве, по ваш вкус, кој би бил најсоодветен, ве молам да ми одговорите. Благодарам.